По една недела активно учество во спасување преживеани и извлекување жртви од урнатините по разорните земјотреси во Турција. Пожарникарите од Тетово се вратија дома. Ноќеска се очекува да пристигне во земјава и втората група која беше испратена преку Дирекцијата за заштита и спасување. Спасувачките акции биле тешки, сликите страотни, сведочат членовите на тимот. Ние бевме тие сретни кога спасивме животот 30 годишна жена, не само ние као припадници на противпожарна единица Тетово, туку биле и од Струмица, Чаир и Дирекцијата за заштита и спасување заеднички. Работевме упорно 6 сати да го извадиме жената здрава и жива од тие урнатини. Таму беше ситуацијата беше каотична, се знае. Населението беше многу на тешка, лоша состојба. Ми излеговме на пресрет на сите тие што побарале од нас да им помогнеме. Тоа беше наша втора мисија на такви услови. Меѓутоа, у Турција е друго нешто. Таму целиот град беше урнат. И ни беше многу тешко да се справиме со таа ситуација. Градоначалникот Билал Касами им се заблагодари за хуманоста на 9 пожарникари од Тетово кои заедно со уште толку струмички пожарникари се единствени во државата кои поседуваат лиценца за пребарување и спасување од урнатини. По ваквите катастрофи стануваме свесни дека потребни ни се повеќе обучени лица и во другите општини, вели Касами. На ниво на државата треба повеќе екипи да бидат подготвени за да можат да интервенираат во не дај Боже вакви ситуации. По гледката од уништените објекти во Турција се поставува прашањето колку објектите во нашата земја можат да издржат посилни потреси, особено дивоградбите. Дури за 3000 бесправно изградени објекти општина Тетово одлучува дали ќе бидат легализирани, а доколку не ги исполнуваат стандардите ќе се рушат, тврди Касами. Од 2010 наваму значи имало решение за рушење кои не се спроведени, во меѓувреме имало некои од таквите дивоградби кои се легализирани согласно законот за легализација, од кога ќе имаме јасна слика, истата ќе одиме пред Советот за да донесеме одлука што ќе правиме со таквите дивоградби, затоа што е дополнителна одговорност, морална и материјална моја како градоначалник, да не дај Боже се случи таква ситуација. Во Турција веќе се бараат причините за целосното уништување на неколку десеттици илјади објекти, под чии урнатини загинаа над 40.000 граѓани.